Утро се наоѓам во библиотеката Другарче, која што веќе 50 години обстојува овде и добро позната на сите оние што се наоѓаат околу неа, односно во населбата Карпаш, во општината Карпаш. Токму така ќе зборуваме првично за колку се чита во летниот период. Ке зборувам, наша денешна соговорничка е Рада Петреска. Добро утро и навистина, ајде вака првично ни кажавте веќе ќе почна да доаѓаат читателите да земаат книги. Има ли заинтересираност и навистина дали се чита во летниот период? Добро утро и од мене, добро утро од библиотека Другарче. Летото, да, се испоставува дека е навистина поволен период за читање, што поради годишните одмори, што поради долгите сончеви денови. Убав период за квалитетно пополнето време со добра книга. Сликата ова лето, иако се уште не е завршено, јас можам сепак да ја заокружам и да кажам дека е навистина шаренолика, доста е фреквентно во нашата библиотека. Па од тука и сметам дека треба и да се заблагодарам, односно да ги пофалам, како читателите од повозрасната генерација, така и учениците кои моментално својот летен распуст си го користат на најдобриот можен начин. Посета во библиотека, добра книга, исполнување на училишните обврски, но и нешто за релаксација и опуштање. Токму тоа и сакав да ве прашам, бидејќи некако мобилните телефони и се она што сакаат да го гледаат и да го читаат, како да ги заменија книгите, меѓутоа претходно како што разговаравме, сакате да ни кажете и веќе можеме да имаме слика дека навистина ги читаат лектирите. Што најмногу се бара? Како од младата, односно читателската публика, што сака да чита во летниот период? Во однос на трендовите, јас се сложувам дека да, постојат сезонски трендови и дека летото е еден интересен период кој што луѓето го користат, се зборувам општо, значи за сите, не само за младите, за така малку полесна или да речам белетристика, литература, романси, трилери. Малку повеќе се ослонуваат на онака полесното, значи класиката некако малку како да е понаменета за останатите 3 годишни времиња. А што се однесува до младите, па интересно е, во последно време веќе евидентно е дека дечињава кога доаѓаат во библиотека си доаѓаат со однапред спремен список, нели очекувано со оние лектири кои што им ги задале на училиште. Ама уште поинтересно е тоа што освен со тие книги знаат да излезат и со книга плюс, односно нешто од слободната литература за деца и млади. За среќа во последно време навистина има експанзија на литература за деца и млади и за уште поголема среќа ние како библиотека имаме што да понудиме од таа област. Сега можеби како бројка опусот на книжниот фонд можеби е огромен и како се чуваат? Има ли она, како што велиме ние, добри услови, сепак се уште оваа библиотека за да се чуваат? Знаеме дека хартијата на забот на времето може да подлегне на буквално на некои застарување. Епа не случајно се вели дека библиотеката е чуварот на книжевното богатство, така да секоја библиотека, особено јас сега се зборувам за Другарче, достојно си ги чува, одржува и негува книгите, меѓутоа и постојано го обогатува својот фонд, значи сведоци сме на редовна набавка на книги, како и на книги добиени по пат на подарок, по пат на размена и така натаму. Книгите адекватно се чуваат, благодарности за читателите, адекватно ги враќаат, значи навремено, не ги уништуваат, тоа е она што е клучно, нели, за да една библиотека опстане што подолго со едни исти книги подолгорочно, да речеме. Во скоп на библиотеката Другарче има игрална, нели? Така? Така, да. Ги спомнавме младите. Јас морам да потенцирам дека во доменот на библиотека Другарче навистина се младите. Библиотека Другарче се труди од најрана возраст да ги привлече читателите, односно да ги доближи до светот на книгата и да ги преточи во едни идни сериозни читатели. Нели, тие ни се некако така најбитна категорија. Токму затоа ние како библиотека, освен овој оддел каде што моментално снимаме, нели, одделот за зајмување, библиотека Другарче нуди широк спектар на содржини наменети токму за најмладата популација, како и разноразни активности кои што се случуваат во текот на целата година.
Па тука се како би ја издвоила игралната, веќе спомнавте. Игралната во рамките на нашата библиотека функционира многу одамна и важи за една од првите игрални од тој тип во градот. Навистина функционира исклучително добро. Со неј раководи адекватен педагог кој ги изгрижува дечињата од предучилишна возраст. Значи наменета е за дечиња од 4 до 6 годишна возраст. Програмата е едукативна, забавна, воспитна и предучилишно адаптирана, а секако во доменот е книгата. Тие дечиња растат во нашите простори, постојано се во допир со книгата и они се наши идни читатели. Игралната работи почнува практично, не работи во летниот период од септември, така? Да. За време практично на наставата. Така е, да. Со почетокот на училишната година стартува со работа и игралната. Уписите се веќе во тек. Освен игралната, значи во рамките на нашата библиотека се одвива и курсот по англиски јазик, кој што гаи традиција долга веќе 50 години во овие простори, а 70 години воопшто, значи курсот е добро познат на Карпошани. Повторно ќе речам, еден од најстарите, навистина е така. Значи и има одлични резултати. Исто и за курсот по англиски јазик веќе уписите се во тек и исто стартува во септември. Курсот за англиски јазик е наменет за основци или? Да, за основци. Да. Значи, уписот веќе трае, можеме да ги повикаме до кога ќе трае уписот, бидејќи верувам дека е ограничен и бројот. Бројот е ограничен, меѓутоа се до пополнување на местата, уписот ќе трае. Обично финишираме негде со почетокот на септември, првата, втората недела од септември веќе се формираат групите. Значи, пак ќе се вратиме на учениците, нешто што сакам постојано да го кажувам и да прашам повторно, ќе се вратиме на почетокот, сакаат да ги читаат лектирите, меѓутоа и кога ќе ги прочитаат лектирите и дополнителна литература, што е за пофалба? Апсолутно, и јас греota би било да не искористам приликата да ги пофалам. Како основците, така и средношколците, кои што годинава навистина беа одговорни, значи редовно доаѓаат и оние пополнуваат на почетокот што спомнав, она шарена слика во нашите простори, значи буквално ја обогатуваат, што навистина радува. И повторно ќе напоменам, најбитна категорија се младите и радува фактот што во последно време не само што редовните доаѓаат, туку имаме веќе летово особено, имаме веќе и нови членови кога станува збор за младата популација. Од повозрастната популација, кои се најприсутни тука и оние што се најбројни за члените читатели? Пензионерите. Фасцинантни се пензионерите и повторно, еве ќе спомнам, летово буквално не мируваат. Секогаш се трудат да си го пополнат оној максимум од 5 книги кои што им е дозволен. Редовно враќаат, они се најзастапени во нашата библиотека, прекрасни се. Читаат. Одлично, навистина ни пренесовте една убава слика и мене ми е драго што има голема читателска и бројна, не голема повеќе, бројна читателска публика библиотеката Другарче, затоа што ја гаи таа традиција долги години. Така, јас се надевам дека традицијата никогаш нема да, односно не смее да застане. Книгата е непресушен извор. Да ги охрабриме и младите кои што се уште не се члени на библиотека, а се љубители на книгата, библиотеката е посебно место. Библиотеката е магично место. Нека повелат, нека се зачленат за символични суми, ќе имаат постојано огромен избор на литература како за во училиште, така и за слободно читање и релаксирање. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Поздрав и се гледаме во следна прилика. Студио.